Сигурно сите сме биле таму, во паркот за кучиња. Две кучиња почнуваат да се тркалаат, да ржат, да се грицкаат и веднаш се појавува она чувство во стомакот. Дали ова е само забава или почеток на вистинска тепачка? Тоа е прашање што си го постава секој сопственик на куче. Епа, ајде да ставиме крај на таа дилема еднаш за секогаш, затоа што да се разбереме, ова е апсолутно клучно. Не само за безбедноста на нашите кучиња, туку и за нашиот сопствен мир. Во следните неколку минути ќе ги разложиме сите клучни знаци, за да може со сигурност да се знае што точно се случува. Добро, да почнеме од почеток. За да знаеме што е лошо, прво мора да знаеме како изгледа доброто, нели? Значи, прво ќе поставиме на основа за тоа како изгледа среќна, здрава и позитивна игра. И еве го, златниот стандард, најважниот знак од сите, наклонот за игра. Ова е универзалниот јазик на кучињата што вели: ајде да се глупираме. Тоа е нивниот начин да кажат: еј, што и да правам следно, се е само за забава, не сваќај сериозно. Кога ќе го видите ова, можете длабоко да здивнете. Здравата игра навистина личи на еден весел, хаотичен танц. Обрнете внимание на телата. Тие се лабави, се виткаат, речиси како да се направени од гума. Движењата се претерани, скокаат наоколу, сосема спротивно од ефикасните, пресметани движења во борба. И ова е многу важно. Менување на улогите. Малку јас те бркам, малку ти мене. Дури и ржењето е поинакво. Со повисок тон, повеќе звучи како возбуда, отколку како закана. И можеби најважно од се, паузите. Тие се како мал тайм-аут за да здифнат и да проверат дали сите уште се забавуваат. Еве еден класичен пример. Макс и Бела. Да, ако ги гледате оддалеку, можеби ќе си речете: уф, ова изгледа малку грубо. Но ајде да зумираме. Што гледаме? Прво, Макс прави наклон за игра. Бинго! Бела одговара со весело лаење. И најважното, на секој неколку минути тие застануваат, се гледаат, па продолжуваат. Тоа е тоа, чиста 100% кучешка забава. Супер. Значи, сега знаеме како изгледа добрата страна. Ама, што се случува кога работите ќе тргнат наопаку? Ајде да ја свртиме плочата и да погледнеме кои се тие црвени знамења што ни велат: внимание, ова веќе не е игра. Океј, овие знаци се многу јасни. Тука нема сива зона. Телото веднаш станува вкочането, напнато, буквално како штица. Целата тежина е на предните нозе, спремно за акција. Влакната на грбот им се креваат. Погледот, тоа е ладен фиксиран поглед, без никакво трепкање. И најголемата разлика од играта, нема никакви паузи, нула. Ова е континуиран притисок. А потоа, тука е и звукот. Тој кажува све. Разиграното ржење е повисоко, речиси како да се смеат. Но агресивното ржење, тоа доаѓа од длабоко во градите. Тоа е низок, грлен звук, што ви ја смрзнува крвста. Неговата порака е кристално јасна. Бегај. Разликата е буквално како меѓу весело смеење и сериозна, ладна закана. За жал, ова не е само теорија. Да го земеме примерот со Роки и Ѓук. Двете кучиња се среќаваат и веднаш се гледа тензијата. Телата им се вкочанети, ржењето е она длабокото, заканувачкото. Собствениците се обидуваат да ги смират, но веќе е доцна. За неколку секунди се ескалира. Тука немаше ни и од игра, само чиста нефилтрирана агресија. Добро, а сега доаѓаме до најкомплицираниот дел. Онаа сива зона. Што кога играта ќе почне да се менува? Кога таа весела енергија полека се претвора во нешто поинакво? Ова е моментот кога мора да се биде вистински детектив и да се забележат ситните промени во динамиката. Значи, како изгледа таа ескалација? Прво, играта станува еднострана. Едното куче е премногу напорно, а другото очигледно се обидува да се извлече, но првото не попушта. Второ, ги снемува паузите. Се сеќавате на оние мали тайм-аути? Епо, ги нема веќе. И трето, грицкањето. Она што беше нежно, сега станува пресилно и е насочено кон лицето или вратот. Тоа се веќе сериозни црвени аларми. Еве уште еден пример. Луна и Чарли. Почнало супер, класична игра. Ама Луна, во целата возбуда, станала премногу груба. И Чарли почнал да испраќа сигнали. Почнал да цвили и се обидувало да се скрие, буквално молел да престане. Но сигналот не бил примен. И токму тоа е поентата. Кога ќе се игнорираат овие знаци, дури и најискрената игра може да заврши лошо.
Зато надзорот е апсолутно клучен. Океј, значи, сме ја виделе ескалацијата, сме ги препознале знаците. И сега што? Не е доволно само да се знае. Треба да се знае и како да се реагира, и тоа безбедно. Ајде да ги видиме чекорите. Пред се друго, правило број 1. Златно правило. Останете смирени. Зошто? Затоа што нашата паника им додава масло на огнот. Ако почнеме да викаме, да трчаме, само ја влошуваме ситуацијата. Кучињата ја чувствуваат нашата енергија. Значи, првиот чекор е да се земе длабок здив, смиреноста е нашето најсилно оружје. Добро, смирени сме. Кои алатки ни стојат на располагање? Прво, дистракција. Едногласно плескање со рацете може да им го скрши фокусот. Ако тоа не успее, следно е гласовна команда. Цврсто и јасно. Остави. Потоа, физичка бариера. Ама внимавајте, користете некој предмет. Ранец, јакна, никогаш, ама баш никогаш, не влегувајте со сопственото тело помеѓу нив. Целта е да им го прекинете контактот, без да се ризикува. Фрлање играчка во друга насока или малку вода, исто така може да направи чудо. Сето ова е за тоа како да се реагира во моментот. Но нели е подобро воопшто да не дојде до таков момент? Ајде да зборуваме за превенција. Како да ги подготвиме нашите кучиња за успешни и позитивни средби на долг рок? Клучот за се е раната социализација. Што повеќе позитивни, контролирани искуства имаат како мали, толку подобри ќе бидат кога ќе пораснат. Потоа, бидете им најголем навивач. Кога ќе видите дека си играат убаво, нежно, пофалете ги. Дајте им награда. Покажете им дека токму тоа однесување го сакате. И конечно, нема срам во тоа да се побара помош. Ако проблемот со агресијата продолжи, најпаметното нешто е да се консултира професионалец. И која е крајната награда за целиот овој труд? Едноставно е. Добивате куче кое е самоуверено и знае како да се однесува. Куче со кое одењето во парк е задоволство, а не постојан стрес. Тоа е победа за сите, поквалитетен живот и за кучето, и за собственикот. А еве и неколку забавни факти. Дали сте знаеле дека кучињата имаат посебно лице за игра? Да, со отворена уста и опуштени мускули изгледаат како да се смеат. Исто така, целата таа игра со грицкање кога се мали, тоа е всушност нивното училиште. Учат нешто што се вика инхибиција на каснување, односно колку силно смеат да гризнат. Многу важна лекција. И да не заборавиме, играта не е само трчање наоколу. Тоа е нивниот начин да градат пријателства и доверба. Значи, ајде да резимираме се. Ако треба да се запамети само едно нешто, нека биде ова. Опуштено, виткаво тело и чести паузи значат игра. Вкочането, напнато тело значи проблем. Толку еднострано кога ќе се постави вака, нели? На крајот на денот, нашите кучиња постојано зборуваат со нас, само не со зборови. Тие комуницираат преку нивното тело, нивните звуци, нивните движења. Прашањето не е дали тие зборуваат, туку дали ние слушаме. Разбирањето е првиот чекор кон безбедноста и среќето на нашите најдобри пријатели.